Добро е, дечки. Пола саат ве слушам. Јас сум бизнисмен. Добро. Имам фабрика. Добро. Фабриката за гадое. Добро. Треба да ставам филтри. Добро. И шо ако ставам филтри, бе? Шо имате вие од тоа, бе? Бе, дај бидете практични малку, може да ви видам спонзор, бе. Добро, Добро. добро. Само мене ме плюкате, бе. Ме плюкате други, бе. Добро. Значи, вие сакате да изонакваме еден позитивен прилог од тие сето еколошки издржано и од тие значена инвестиција. Така, бе, мали, бе. Абе, ја имам 300 фамилии. Значи, уште 5-6 као вас не ми се проблем. Значи, цак, цак И так. и цак. Да знам да ви нацртам. А? Море! Шо пришти овде вака? Зашто дојш јас ко сум овде? Ме немат мене, ќе појдам на турнеја, па овде ми ровариш по редакцијава. Дај ми на мене крупен. Ја не роварам, преговарам. Добро? Мистер, please, to get out. To get out immediately. Го имаш бројот. Добро? Close the door, да не речам, од другата страна затворија вратата. Стани. Не, ти седи. Стани. Ој вамо овде. Седи овде вамо. Седи овде вака ти овде. Абе, кај се, бе! Абе, новинарчишта, бе, кај се, бе! Абе, новинарчишта мој се, бе, новинарчишта сте, знаеш што е тоа? Овде, ке ме немат овде вака и одма волци кружат околу трло, да не рачам редакција, што се. Седи ме дојде да ти кажаме на работа са јас. Колеги, вакви имаат стално, многу е тешка работава, ама интегралноста мора да се задржи. Интегритетот. И то нема цена, не сме и да се изгуби. То мало кој после не можеш да го најдеш, да ме разберете. Ајбе, а ковчинава какви се кокошки, бе? Арнес. То во Америка се викат чикен. Чикен се викат. А она е чикен шит е то. Соверете се сите од редакција, поклончина да ви даме од Америка, море. Руби, шо чепкаш без струјата ти? Земи сега плати до година. Твојот прв кредисимо до плата до 20.000 денари е со 0% камата и рок на враќање до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Ново од креаторите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Vits во аптеките близу вас. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Голема наградна игра со Mastercard и Compay на Комерцијална банка. Од 9 декември 2019 до 12 јануари 2020 плаќате безконтактно и добите шанса да освоите некоја од многуте награди, а на крајот на играта ве очекува и главна награда автомобил.
Учествувајте во наградната игра со секоја бесконтактна трансакција од најмалку 200 денари со Мастеркард на Комерцијална банка и удвоите ја можноста за награда плаќајќи со мобилен телефон преку апликацијата Компей. Бесконтактно плати и награда фати. Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Ова е тој фамозен амерички батак. То можеш да го пржиш, да го вариш, можеш да го динсташ, да го печиш можеш. Можеш гарнир со ориз, со кромпир. Шо сакаш да? Тоа е Америка. Да ви отворам очите малку. А се, Јована, ој да ти покажам како поминавме на концерт Крампо Индијана. Цел ден тоа чекам, ама морам да почнам со вестите. Ау, трчи кота како е ова. Ајде, оди. Слушаш, Менде, ова со кромпир, знаеш како ќе оди? Неќам, место да дојдеш ремче за љубица, оде ти батаци носиш, неќам. Абе, земли го ким. Чуден човек, ава. Рубин, а? Неко ми од мене да биваш. Сие ми швекот, ава. Идеме. Лека ноќ за последен пат во оваа година со вчерашни новости. Па каже, нови год, шеме што исполни. Нови год, мојна год са бомни. Ке речат познатите стекловата, но јас не разбирам руски. Лека ноќ од мене. Се надевам дека ќе уживате во ова предновогодишно издание на вестите. Ќе се потрудиме да бидеме поинтересни барем од предновогодишната забава од работа. Полека но сигурно Македонија почнува да заличува на напредните современи држави. По паметната клупа, деновиве беше поставено ново чудо на модерната технологија. За што станува збор? Повеќе од следниот прилог. Само неколку дена откако Етиопија испрати сателит во Вселената, во населба Ново Лисиче, со присуство на најзначајните представници на градското собрание, на чело со градоначалникот Петре Шилегов, беше пуштено во употреба ново чудо на технолошкиот развој. Станува збор за првиот тастер за семафор, со кој ќе се пали зеленото светло. Тастерот ќе работи секој ден од 07 до 21 часот, а поради големиот интерес се молат граѓаните да закажат термин за користење во најблиската општина или на бесплатниот телефонски број. Се вели дека правдата е бавна, а вчерашни имаат ексклузивна снимка од тоа колку е бавна правдата во Македонија. Навистина е бавна, но не само што е бавна. Правдата овде е и слепа, глува и што ли уште не. Така еден од поголемите успеси на нашата правна реформирана на Чекордоеу и НАТО држава е тоа што во еден ден пропаднаа два процеси за поранешни функционери. Можеме да ги кажеме со имиња процесите, ама нема. Изгуглајте си ги ако сакате. Имено апелација го врати на повторно судење процесот на Мијалков, Тачи и други осудени за изборни измами, а поради одењето во пензија на еден поротник, еден случај ќе почнува од почеток. Па ја овде не видов ништо ново, човече, вакви вести може на репит да си ги ставиме да тера цело време. Но што и да е, ние продолжуваме со вестите. Масовни протести се случуваат во Скопје откако извршителите, незадоволни од намалувањето на нивните тарифи, излегаа на улиците. Тие се заканија со престанок на работата пошто ги затворија своите канцеларии. На терен е нашата Јелисалфета. Седете си дома, седете си дома, седете си дома, седете. Добра.
Така, студио, овде има многу извршители. 1, 2, 3, 4, 5... Ја волку извршители во живот немам видено, па да видиме кои се нивните барања. Господине, зошто сте тука? Како е, зашто сум тука за чист воздух, зашто се седете си дома? Сум тука. Тоа е утре. Девече, грешка си ми. И овој протест е за чист воздух. Ти замисли, овој извршители да протестираат вака секој ден колку полесно ќе се дише, бе. А тоа утре за утре, седете си дома. Чекајте, вие не сте извршител. С краја. Не. Океј, ќе поразговарам со една од извршителките. Господи, кои се вашите барања? Никој. Јас сум тука да дадам поддршка на извршителите да прекинат со работат. И ово не е привремен протест. Јас секој ден, ако треба, ќе ги поддржувам да не работат. А има тука некој извршител воопшто? Ние сами се собравме тука. Ние не знаеме кај се они, ама за секој случај отворивме петиција да ги поддржиме у неработењето. Ке ми се потпишеш после, а? Да, после ке. Во меѓувреме се одржа контрапротест на оние кои што ги поддржуваат извршителите. И така, студио. Седете си дома, седете си дома, седете си дома, седете си дома. Темелот на истражувачкото новинарство кај нас, МНДГ, не толку темелно истражуваше на една наша клиника. Па да видиме за што станува збор. Ами немој така ве, човек со цревото ќе го онегваш. Оди камерата, ајо ти уба најава имам. Во претходната година имаше поќе афери, ама за мене остана една неразјаснена така како трн во бенката на окото. На окото. Да видиме што мислат експертите. Господине, тука сме за вакцините против морбили. Има гласини оти биле се истече рок и оти не треба да се вакцинира децата. Дали е тоа вистина? Не, морбили, не знам, јас тоа мислам, ја не сум за... Кажи му дека не ги бива вакцините. Видете вака, значи, факт е дека вакцините не чинат. Значи, јас дури би апелирал до луѓето да не ги вакцинираат своите деца додека не стигнат нови вакцини и да ги остават да фатат морбили, така што би создале сами за себе еден автоимунитет и би си помогнале, нели, така растат деца на крајот од денот. Абе, чекај сега, ти сакаш експертски ја речиш дека самите вакцини се поштетни од морбилите. Страшно. Видите, јас, да, како експерт потенцирам. Страшно. Ете, експертски речено, што мислат тие за реалноста? А реалноста е еден хорор и со еден збор речено, не ми текнува како беше зборот. Страшно. Страшно? Страшно. Така е. Експертски повторно речено. А добро, дали сте вие од ова клиника? Па видете, ние имаме работено суштина и на другите клиники, зависи кај ќе навикнат. Пример, сега кречиме тука. Утре може ќе бидеме на гастро, ќе видиме, здравие. Шо е сега? Ај. Аерозагадувањето во Македонија убива по 1350 лица годишно, според Светската банка, што е у основа банка и стварно не разбирам зошто треба да ја гајле. Но од владата велат дека негативниот став е број еден причина за смрт. А и што ќе ви е животот ако немате жив дух? Според нив, оваа статистика е песимистички прикажана. Точно е дека воздухот убива 1350 граѓани секоја година, но не кажуваат колку граѓани не убива и ја преживувале и оваа година. Најлесно е да се критикува. Председателот на Републиката Стево Пендаровски се сретна на кафе и вода со представниците на невладиниот сектор за загадувањето на воздухот. Тие побараа вонредни мерки кои ќе се дискутираат од наредниот месец.
Така е, студио, но институциите не чекаат нареден месец. Се наоѓаме на улица Пепи Вавтировски број 8, каде што во моментов се одвива акција на специјални сили против PM2,5 и PM10 частичките. Ќе поразговараме со координаторот на акцијата, господине, како оди? Добро оди, не? Во денешната координативна акција помеѓу членови на АРМ, МВР, АПЗШ, ако може така да се изразам, уапсени се осомничените со иницијали PM2,5 и PM10 честички. Против овие антидржавни елементи веќе подолго време се водат предистражни дејствија, не? Наиме, овие осомничени честици се по потекло од село Загадување Скопско, тоа е овој регион вамо, и они се осомничени за загрозување, за здружување и за загрозување на колективното здравство на секоја една индивидуа човечка. Е јасно? Не ми е јасно. Дали тоа значи дека вие апсите честички? Ма во пакетите е осомничењето злосторничко здружување и ние сега го носиме на уништување, не? Е јасно? Не е јасно. Тоа значи дека вие пакувате воздух и после тоа ги палите кутиите? Ма не, ние освен тоа вршиме и рандом испитувања на живи луѓе, да не евентуално во своите бели дробови кријат од тие осомничени честички. Дозволете вашето да го преслушам вашето ценето деколте овај. Ова студио значи дека сите сме осомничени, јасно? Подлабоко. Ова студио значи дека сите сме осомничени, јасно? Јасно? Јасно. А ние продолжуваме со вчерашни. Бурна научна и политичка година е зад нас. Чие Гоце Делчев? Дали македонскиот јазик е само бугарски дијалект? Зошто црешовото топче е за еднократна употреба и многу други прашања беа поставени од страна на Бугарската академија на науките. За ставот на Ману ги исконтактиравме преку пејџер. Се зезаме, добивме порака со Мурзеова азбука, што за среќа ја научи во војска. Па да почнеме. Новата година ни носи нови предизвици и се надевам дека Република СРМ ќе направи исчекор кон самостојноста и демократскиот свет. Ние од Мано сме секогаш во чекор со времето и во духот на новите ветришта кои дуваат. Се надеваме дека нема да згаснат тековите на револуционерната борба. Драги другари и другарки од СРМ, нека ни е честита новата 1990 година со надеж за благосостојба. Толку. Толку? Па јас очекував да има многу повеќе. Да продолжиме со вестите. Конечно реформи во судството, она што сите го очекувавме. За тие реформи нашиот Менде ќе поразговара со професор доктор магистар Јович од Универзитетот во Долно Соње, поточно правниот факултет во Припор. Оди камерата ви, човек. Кај овој Ванте Тантев? Ни Ванте, ни Танте. Кај е човек овој? Кај е овој Ванте Танте? Добар ден, како сте? Ами 20 најдобро од овој човек. А види, дечко, значи концептот на правниот факултет е настава у природа. Види, реформите во судството мора да ги пратат случувањата на терен. Тие случувања се дека никој нема да лежи у затвор. И овој што избега у гепек, и овој што купи пола водно, и овој што направи казино тамо, значи никој. Затоа ние правиме една наша кампања што се вика Дориан Греј. А што е то Дориан Греј? Абе, мали, ти си новинар, бе, треба да читате малку. Дориан Греј е книга. И у таа книга има еден главен лик, што он демек не старее, ама има негова слика, што старее уместо него у подрум. Сите ќе ги нацртаме. И има да ги закачиме сите слики од криминалците у Идризово и нека лежат колку што треба. Последниве денови, јавноста ја бранува листата на амбасадори на Министерството за надворешни работи. Па така, во третата најголема сила во светот, Кина, земјава ќе ја представува свештено лице, односно оџа.
Имам од Джемаил Чупије и поранешен кандидат за градоначалник од редовите на партијата Беса, а во неговата шарена биографија истакнато дека Чупи студирал на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, дека е доктор по политички науки, а предавал и на Универзитетот за бизнес и технологија во Приштина, или како што би рекле мудреците, кога те бива, за сете бива. Покрај вака успешни и искусни дипломати како Чупи, на листата на амбасадори се наоѓа и едно лице кое веќе еднаш било амбасадор и веќе еднаш ја злоупотребило таа функција. Сепак, на грешките најдобро се учи, па одлична одлука е да се прати повторно тоа лице. А сега одиме со редовниот прилог во црно-бело. Авантурите на еден просечен македонец. А сега, срешата на шлагот, машната на бомбонjerата, цигарче после онегвање, со еден збор, мирисот на нова кола. Нашиот уредник Номче со осврт за случувањата во изминатата 2019 година. 2019 година за мене беше многу значајна. Конечно се оствари мојата дамнешна цел да имам успешна музичка кариера. Со само една песна, со хитот Моите убави очи, имав многу успешна турнеја Америка. Крај Понт Индијана беше полно, беше... Така е, уредниче. Само мислам дека Јована повеќе мислеше на настани кои политички и општествено ја одбележаа годината. Добро. Што не кажеш, што ја се дај чекам. Што ја обележа минатата година? Ништа 15. Минатата година ќе ја памтиме по работите што didn't happen, како што веле не се случија. Не примија НАТО, ам кај да е со едната нога сне внатре. Не добивме препорака за ЕУ, тока го викет Neverending Story искочи. Него оправивме суството, за то ветинг требало. Не сосуди никој што требаше, то кај нас го викет нати го дај му го, а вамо го викет baby if it give it to me, I will give it to you. Каков оратор, човече. Но морат да бидеме позитивни, луѓе. Ево, Германија барат 6 милиони работници. Таму то се викат Arbeiten, а вамо го викат Work and Travel. Да имаш другар, да бидиш другар и мајте се еден со друг, бе, тоа е богатство. Да си фатите девојка ак нема, то вамо се вика girlfriend, па да појдите за празници ве downtown. Како викат старите ве? Животот е како парче кашкава. И на то се сведи све. Значи, црекна нова година е Merry Christmas за многу години од вчерашни, јас бев и ке бидам your faithfully Номче. Прекрасно срочено. А сега би ја замолил режијата да пушти еден джингл од и срцево ми боботи да ми дојде на место.
Земи сега плати до година. Твојот прв кредисимо до плата до 20.000 денари е со 0% камата и рок на враќање до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Ново од креаторите на Бекутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Wits во аптеките близу вас. Подгответе ги највкусните домашни специјалитети со керамичките тави Ромертопф од купон плюс акцијата на Тинекс. Препознатлив германски квалитет. Рачно изработени од високо квалитетна природна глина за долготрајна и сигурна употреба. Обложена внатрешност за подобра функционалност и брза подготовка на храната. Од 20 декември, единствено во Тинекс, соберете 10 купони и со соодветна доплата изберете плитка или длабока керамичка тава Ромертопф и разбудете го духот на традицијата во вашата кујна. Гответе здраво, брзо и едноставно. Тинекс. Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Довери се на Кредисимо. Нова година, нов iPhone. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Изгледа оди камерата. А сега се јавуваме од живо, од пресо, кај што ќе се формира техничка влада и кај што ќе дава одговори господино премиер во заминување Зоран Заев. Господине Заев, дали ќе може да сте малце посериозен? Јас мислам дека може. Јас сакав да прашам дали ќе организирате забава на работа и кој ќе види организаторот. Учествува СЕП, секторот за европски прашања, ги подпредседателот на владата за европски прашања, учествува Министерство за надворешни работи и учествува представникот мојот кабинет. Секако тоа е кабинетот на премиерот. Јас ка разбрав од и вашиот партнер не е поканет. Што мислите како се осеќа тој? А за тоа што чувствува Дуи, треба да опрашате Дуи. Але многу ви зборува томуцето. А за кој ќе ваши поканата? За сите граѓани во нашата земја. Дај ме чупела видеова од пред ти велам и за некој готи и ти ме онегваш. А сега е време да ги одјавиме вестите. Дозволи ми. Па каже, минат Божич, срце сам ти дала, а ти си следни дан то мене вратила. Со мудрите мисли на Марија Керич да ја завршиме и оваа 2020-та. А ние ќе се вратиме на забавата во канцеларија, а вие уживајте во прекрасната ноќ во очи Нови год. Last Mohicans, I give you my card. The very next time, horses and such. Next year, I sleep even more and give you nothing special, special. Last Mohicans, I give you my card. The very next time, horses and such. Next year, I even sleep more and give you nothing special, special. Fabrica, hey, papuche, kuche. Last Mohicans, I give you my card. The